сите велеа, командантите на УЧК и на нема никој да влезат во политика, сите влегаа. И Бранко после кратко време ги внесува, значи покажува дека неконзистентна политика под диктат на странците. И велам, во целина, од распадот на Југославија до денес, ние секогаш бевме под силно влијание на Западот, претерано, непотребно, често пати ги жртвуваме нашите интереси, тоа го правеа сите, и едните и другите, разбирате. Така да, велам, например, направивме приватизација која ништо не реши, само уништи. 165 вика комбинати, големи предпријатија се уништени со приватизација. Значи Словенија ништо не приватизира, разбирате. Затоа е Словенија позитивен спомен, односно случај, сваќате. 168, не знам колку 3000 други предпријатија уништивме. Викате и денеска се плаќа на тие стечајци, државата им исплаќа некој синтен придонес, разбирате, допринос, разбирате. Така да, ние како држава никогаш не изградивме една своја национална стратегија, и тоа прво, нели така, од почетокот, на првите избори, знаете дека победија ВМРО ДПМН, меѓутоа не успева да се формираат влада, вамо, тамо, едно, друго, трето. Свеќате, таа наша длабока поделеност се повеќе доаѓаше до израз. Секојаш беше поважно да умрет кожата на комшијата, отколку да заедно купиме 2-3 овци па да имаме млеко за сите, разбирате. Така да цело време се водеше погрешна политика, без долгорочна стратегија и денеска тоа плаќаме цената на тоа. Така да ниједните и другите не може се фалат дека биле државотворни, дека сите им правеа првоотстапки на албанците, сите од почетокот до денеска, и тоа на штета на фундаменталните интереси на македонскиот народ и на работи кои се апсолутно неспорни. Надвор од сите стандарди на меѓународен план. Албанците беа малцинство во државата и остануваат. Мнозинството решава. Разбирате. Така да, многу решенија кои се прифатени, кои денеска функционираат, се апсолутно надвор од меѓународната пракса и меѓународните стандарди. Цело време се фалат со Швајцарија и швајцарскиот народ, како и таму. Ама тие албанците цело време Белгија и Швајцарија им се федерации, им се пример. Како последно прашање за овој наш подкаст, времето летна, скоро 2 часа, можам да кажам дека со вас, ако не и најдолг подкаст, може би, да не кажам дефинитивно, ама мислам дека најдолгиот подкаст овој, зашто беше, морам да признавам, интересно, на моменти немавме исто мислење, исти ставови, ги судривме нашите... И не треба. Така е, мислам дека се беше како што треба. Сакам да ве запрашам, најдобар и најлош политичар според вас? Најтешко прашање на крај. Не сум спремен да одговорам на тоа прашање. И вие да кажете дека не се спремни за нешто. Добро, фала Богу. Мислам дека по многу што Груевски ќе остане како најдобар премиер, многу направи, имаше изворена концепција, направи сериозни грешки, кои му ја рушат вкупното дело, разбирате. Од другите, Глигоров беше државник, меѓутоа, знаете, една самокритика, најголема грешка од тој период останува фактот што прифативме референцата во БНТ нации. Јас тогаш бев државен подсекретар бев во Министерството, нема влијание јас, немав директно влијание, али сега имаше Денко Малевски 6 колумни во Фокус, кај што не сакајќи ме велича, вика дека јас ја променив надворешната политика на Македонија. Имав некој влијание, веројатно. Често пати го спомнувате, сакате некој дујо со него нешто да... Не, го спомнувам обдека затоа што ова е дагосен податок. Јас прв дознав дека Скокхолд го кажал тоа, разбирате. Јас исто американската политика и ги собирам тие докази.
Разбирате, овој доказ е драгоцен од Скокров, драгоцен доказ. Ноември 92 година ни кажи, мора се се крстите. И ние зборуваме за американска подршка, да бидеме наивни, разбирате. Глигоров беше државник, али велам се покажува како најголема грешка од неговиот период прифаќањето на референцата Обединените нации, иако тогаш и јас бев за тоа. Сметав дека немаме друга шанса, а тоа не го кажа. Не го кажа Помпидули беше тогаш во Митеран беше во Франција, не го кажа Џон Мејџор во Британија, не го кажа сите дека морате да прифатите, немате друг избор. Но од друга страна мораме да кажеме и да бидеме реални дека ние како Македонија во тоа време господинот Глигоров беше председател и го преживеавме распадот на Југославија без војна, многу паметно од него. И човекот беше државник. И јас со него соработував, човекот беше државник, тука нема сомнение, школа на Тито. Тито беше најголемиот државник на 20 век, без дилеми. Али велам, сега се покажа од после дека клучот на сите наши последователни трагедии е во референцата Обединените нации. Дека не смееме да многу ли има широк ли е изборот за најлош политичар? Има такви многу ги има. Такви има многу, такви треба цела листа да се прави, разбирате. Сега најнови се овие што капитулира и што ја предадува државата во прошлата власт, разбираш, така да. И на крај сепак и јас нешто да ви кажам. Да. Видите, често се манипулира, поготово од опозицијата сегашна, дека нашиот јазик бил чист, цементиран, дека и со преговарачката рамка, често го спомнуваат тоа. А еве преговарачката рамка, во која ќе и прочитам што стои околу јазикот. Знаете, Европскиот парламент покажа дека Европа апсолутно не иста линија со Бугарија, дека ни јазик не признаваат ни националност ни ништо. Еве што вика во 23-та член, да го наречеме, или ставка од преговарачката рамка. Не. Ако мислите дека, еве, ако збориме за спогодбата... Не, за јазикот зборуваме, чекајте сега го земаме преди, ево го, да. Вели, тоа е во ведната изјава на ЕУ за отварање на преговорите, значи тоа е ставот на Европската Унија. Вели, во однос на преводите на аки коминотер, значи на сите овие, што се вика 32 правила на Европската Унија за членство, вика правото за преводите на е на македонски. Не кажува јазик. Што вика е на македонски, а не кажува јазик. Што на македонски? Песни? Не, чекајте, али продолжувате. Македонски е спомнат. Не. ЕУ ги зема предвид, значи на македонски, и продолжува. ЕУ ги зема предвид соодветните еднострани декларации на Бугарија и Северна Македонија за македонскиот јазик. Бугарската беше дека не постои македонски јазик, а нашата беше дека нашиот јазик е кодифициран во 45-та година. Потврда за нивната. И не вели дека, знаете, како во дипломатскиот јазик, вели, ги нотираше, ако ги нотираше, значи е запознает. А он вели ги зема предвид. Значи го зема предвид дека за Бугарија македонскиот јазик не постои. Значи ова не е чист македонски јазик. Ова е македонски јазик спрема бугарските заклучоци, односно поставки, а тоа е дека не постои. И уште едно прашање имаме од нашите гледачи, би сакал да ви го прочитам, а тоа се однесува околу кредитот со Британија. Што тоа значи за Македонија? Се повторува ли историјата од минатото кога Британија имала аспирација за контрола на територијата Македонија со цел да направи држава? Што значи заканата од Макрон дека ќе ја признае Палестина државата на идното собрание на ООН, на Обединетите нации? Да, видите, ова околу Британија, кај нас како и во се друго, се крена
различна прашина, разбирате. Поделени мислења, да. Да, добро. Велам, кај нас тие поделени мислења се најчесто диаметрално спротивни. Ако има, знаете, различни мислења или кои се во основата блиски, се голтаат, али кои ќе се конфронтираат тотално, тоа веќе зборува за нешто друго, неповолно и негативно. Значи, прво да почнеме од британскиот интерес. Британија се повлече од Европската Унија и сега бара нови сојузници. Сега бара нови партнери, нови содржини, неодамна подпиша договор за безбедносна соработка со Германија, што е нешто невидено во Европа. Тоа е во рамките на новата милитаризација на Европа, што е најстрашната глупост што ни се случува во последно време. Значи, тоа е дел од британскиот интерес да биде што поприсутна, што пошироко активирана и така натака и така натака. Во целина, за некаква нова британска доминација, влијание пошироко, мислам, тоа е надвор од умот. Во основата се работи за интерес да тие имаат некаде главна улога, да добиваат политички поени и тие ги добија на тој начин, а за нас тука не е ништо спорно. Значи, де факто што се случува? Тие ни помагаат преку гаранции на нашиот кредибилитет, разбирате. Значи, ние за проектите кои ќе ги реализираме не добиваме пари од нив. Ние добиваме нивна гаранција и нашите расписаа веќе конкурс, или така тендер да го наречеме, и не знам колку 20 банки се појавија од цел свет со интерес да влезат во проектите кои ќе се градат, меѓу другите да се надеваме дека и Чебрен ќе го стават на таа листа, разбирате, покрај брзата пруга. Значи, се работи за еден поширок пристап кога и нашиот интерес постои и нивниот. Тие сакаат да помогнат, сакаат поени на надворешно политички план, а ние на тој начин добиваме поевтини кредити. Така да не е нешто што Британија ќе инвестира во Македонија директно, нешто што така ќе бара наши концесии и слично. Иако тоа веројатно ќе има и тоа често го спомнуваат прашањето на бегалците, на мигрантите. Тоа е клучното прашање, да. Да, дали ќе има такво нешто. Нашите никош нема да прифатат такво нешто, да сум убеден во тоа. Тие можеби ќе бараат, разбирате. Меѓутоа, со самиот факт што сме ние тука на нашата поголема контрола на границите, го намалува приливот на бегалци. Тоа и тука може да се гледа нашата улога. Значи, тоа е првиот дел од тоа прашање. Значи, Британија покажува една да речем, динамична надворешна политика после издегувањето на Европската Унија, да биде што поприсутна во регионот, бидејќи Европската Унија, ние овие 5 земји сме надвор од Унијата и тука имаат простор за некое поголемо влијание. И тие тука влегуваат во Македонија, веројатно во Србија се сигурно присутни исто така, не знам, на некој поширок начин. Во однос на заканата на Макрон. Заканата дека ќе признае палестинската држава. Ја како не се лажам, околу 140 држави од колку се неполни 200 од Обединетите нации признаваат Палестина како држава. Американците го имаат тоа најавено, па го одложија, разбирате. Тоа е позитивен чекор, бидејќи ова што се случува на Газа е невидено, разбирате, и додека руската интервенција или војна или агресија, како сакате, во Украина, сите ја осудија и секојдневно измислуваат санкции против Русија. Велам, Трамп сам рече дека виновен за војната е Киев, кој провоцираше со членството во НАТО, а никој не ги осудува Израел. Зеленски, да. Никој не ги осудува. Ова што го прават, секој ден има мртви, разбирате. Убиваат луѓе што чекаат за храна, разбирате. Сликите што ги гледаме таму, па пострашни не биле ни во Втората светска војна. И никој не реагира. Меѓу другото, потегот на Макрон е резултат на новата политика на Трамп, разбирате. Сите сега се наоѓаат во небрано. Трамп ја игнорира Европа на еден отворен начин и сега Трамп, Макрон кој е многу амбициозен и не така до година ќе има, ако не се лажам, председателски избори, се обидува да ја зајакне својата позиција која му е многу слаба моментално во Франција и со еден ваков поти кој е апсолутно позитивен. Треба сите да признаат Палестина. На вечера беа сега.
Да, дека сите треба да ја признаат Палестина како независна држава, разбирате, и да го направат тоа американците, и тогаш веќе работите ќе почнат по-реално и да речем, по-координирано да се решаваат. Ова се случува во Палестина, на Газа конкретно е срам за сите нас, разбирате, а сите молчат. Сите молчат што, велам, двојни стандарди на еден неприфатлив начин. Овдека осудуваш, а овдека толерираш и мислиш дека така треба. Не е во ред. Замижуваш, буквално. Буквално замижуваш. Се правиш дека си одсуден. Така. Велам, нешто што е апсолутно неприфатливо и тоа е нова потврда за двојните стандарди и на Европа и на Западот во целина, кои не им служат на чест. А ние сме најголема жртва на тие двојни стандарди. Ви благодарам што ми бевте денеска гостин и ви посакувам добро здравје, да се видиме тука повторно и да ни бидете гостин. Ми беше големо задоволство. Поздрав за сите ваши гледачи. Драги мои, тоа беше амбасадорот Ристо Никовски, а вие го гледавте најновото издание на Демократски импулс. Бидете така, имајте убав ден и нормално, доколку ви се допадне ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, да го споделите како би допрало до што поголем број на луѓе и да стиснете subscribe на нашиот YouTube канал.